Во изградба на железничката линија се планираат инвестиции од околу 1 милијарда евра, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. При тоа, клучен за државата е така наречениот Коридор 8, каде градежните активности веќе се започнати. Еден месец започнавме со градба на најголемата по инвестиција железничка пруга во државата од независноста до денеска во вредност од 200 милиони евра на делот Коридорот 8 од Куманово кон границата со Бугарија, и со ова покажуваме активен принос и активно учество кон пред се нашите граѓани, но и кон целиот регион и кон Европската унија, дека не само сме овде за да бараме некаква подршка, да бараме финансиски средства, да бараме подршка за проектирање и така натаму, туку ние нашите области дома ги решаваме и започнуваме со големи инфраструктурни проекти. За до година во план е распишување на нов повик за изградба на Коридорот 8. Наредната година ќе го распишеме и повикот за третата делница на до границата со Бугарија, каде што имаме соработка и со бугарската страна, сработи за комплексна железничка пруга, каде што има преку 30 тунели и преку 90 мостови, но сме подготвени ова да го направиме заради повеќе економија, посилна економија за едината на државата и за едината на регионот. Намерата на државата е со регионалните партнери Бугарија, Албанија и Италија овој коридор да го позиционира во единствениот коридор на Западен Балкан. Ова било и тема на која пред 2 дена во Брисел Бочварски разговарал со еврокомесарката за транспорт, од која е побарано и поддршка од европските фондови во оваа фаза на преговорите. На Коридорот 10 пак, кој се протега од српската до грчката граница, се работи на постапките за воведување интелигентен транспортен систем, кој подразбира имплементација на мерки за поголема безбедност и информации за возачите во реално време.